Владата повторно ги разочара граѓаните. Најавите од министерот за економија дека постапување на сила на одлуката за ограничување на трговските маржи ќе предизвика намалување на цените во малопродажба паднаа во вода. Сликата на терен покажува дека цените се уште се вртоглаво високи, а граѓаните револтирани велат намалување не очекуваат ни во иднина. Малување? Нема. Тие ги покачија цените и сега може ќе силно 3 дена. Ја? Капо е све. Това е живот. Не се намалени. Ја колку што гледав дека нема. По еден денарче тука, едно денарче тамо, се поскапено. Исто е и да се намали нема да смени многу. Затоа што едно се зголемени, така да нема ништо посебно да смени. Драстично намалување на цените не очекуваат ни од пазарниот инспекторат. Според информациите од пазарна, инспекторите вршат контроли кај трговците и досега не е констатирано дека не се почитува одлуката и се усогласуваат цените, а контролите ќе продолжат. До овој момент немаме информација дека имаме прекршување по однос на непочитување на одлуката. Веќе во текот на вчерашниот ден, синоќа и утрото трговците се веќе прилагодуваат кон одлуката. Драстично намалување не може да очекуваме, меѓутоа она што го имаме како информација е дека согласно одлуката прилагодени се максимум до 10% во трговијата на мало и 5% за трите производи кои што се маслото, шеќерот и брашното. Наспроти сликата на терен, владата уверува дека замрзнувањето на маржата веднаш резултирало со тоа што основните производи се намалиле за 5 до 10%, а најголемо намалување ќе имало кај маслото за јадење. Во идниот период, наместо мерки за помош на бизнис секторот кој алармира дека веќе работат со загуба, власта најавува и засилени контроли за трговците за почитување на одлуката и соодветни санкции.